Добар ден, почитувани, стартува уште една нова телма амбуланта. Епилепсијата не е ниту заразна, ниту пак ментална болест. Се работи ли за наследно заболување и може ли да биде испровоцирана од некоја друга болест? Дали лицата со епилепсија може да водат квалитетен живот? Што вклучуваат новите третмани? Што е тоа стимулација на нервус вагус? Има многу предрасуди кога станува збор за епилепсијата, а дел од нив ќе ни ги разреши гостинката која што со мене во студиото на Телма, професор доктор Емилија Цветковска, невролог од оделот за епилепсија при Универзитетската клиника за неврологија во Скопје. Професорке, добре ни дојдовте. Благодарам на поканата. Кај повеќето пациенти примарниот симптом се епилептичните напади, па тие покрај тоа што треба да се справуваат со упорните напади, исто така се соочуваат и со одредени предрасуди кога станува збор за оваа болест. Па затоа денеска ќе изнесеме одредени факти за симптомите, начинот на терапијата, па и квалитетот на живот. И веднаш ќе започнеме со разрешувањето на првата дилема, која што гласи: секој што има напад страда од епилепсија. Па сега, професорке, дали е ова навистина точно? Дали мора да има епилептичен напад секој што боледува од епилепсија? Значи не. Епилептичните напади, така наречени симптоматски напади, се јавуваат многу почесто отколку хроничната болест како што е епилепсијата. Значи епилепсија подразбира дека некој има перманентно, дека има склоност, практично не е перманентна, но има склоност за повторувачки напади. А додека епилептичен напад може да добие било кој и се многу почести во било кои услови што ќе ја пореметат рамнотежата на мозокот. Значи може да биде некој ако има, например, покачена ниво на шеќер во крвта или ако има снижено обратно ниво на шеќер во крвта, може да е при инфекција некаква, може да е, значи, при се што ќе ја поремети рамнотежата во мозокот, може да се јави епилептичен напад. И се смета дека околу 10% од луѓето некогаш во животот ќе доживеат епилептичен напад, за разлика од епилепсијата, како што реков, што е хронично заболување и која од прилика во нашата земја, например, преваленцата е 0,7%. Професорке, дали еден епилептичен напад значи епилепсија? Значи, не значи, меѓутоа дали може после еден напад да се дијагностицира понекогаш епилепсија, може. Зависи, значи, од другите испитувања, од околностите и од самиот напад. Значи, додека порано дефиницијата подразбираше најмалку 2 непровоцирани напади за да се постави дијагноза на епилепсија, сега и после еден може ако има соодветни промени на електроенцефалограмот или на магнетната резонанца. Практично, знаете што тоа е дефиниција која само ја проценува шансата за втор напад. Значи, ако некој добие еден напад во некои услови и ако нема сите други, да речеме, магнетната резонанца, електроенцефалограмот се уредни, шансите за втор напад му се многу мали. Меѓутоа, ако има 2, тогаш се високи. Ако има промени на ЕЕГ и на магнетна, тогаш шансите и после прв се големи за втори, тогаш започнуваме со терапија и поставуваме дијагноза. Го споменавте ЕЕГ-то, затоа Дрижа ќе замолам да го пуштат седмиот телоп, односно седмата вистина или пак заблуда, односно дилема што ќе биде разрешена во денешната емисија, која што гласи: лицата што имаат абнормално ЕЕГ и имаат напади страдаат од епилепсија. Дали е, професорке, ова секогаш така? Значи, не е секогаш така. Прво, абнормално ЕЕГ е многу тешко да се дефинира и треба навистина само некој кој што е обучен за да интерпретира ЕЕГ да го прави тоа. Абнормално ЕЕГ вклучува и неспецифични промени и така натака. Дури и епилептиформни промени, ако има на ЕЕГ-то, зависи во кој контекст се јавени. Значи, иако е електроенцефалограмот е биомаркер за епилепсијата, сепак не значи дека секое променето ЕЕГ значи епилепсија и обратно, може и пациентот да има епилепсија, да не можеме на електроенцефалограмот да најдеме промени. Да, но многу родители им дават на своите деца терапија поради тоа што добиле абнормално ЕЕГ, поради теориска можност за појава на болеста. Дали е тоа прифатливо? Значи, не постои превентивен, тоа е една долга дилема, меѓутоа, значи, превенција за сега на епилептогенезата не постои.
Тоа значи не можеме да го превенираме процесот на настанување на епилепсија како болест. Лековите се оние кои само ги спречуваат нападите. Така да во принцип не. Иако има, да речеме, сега излегува некои понови трудови кај туберозна склероза, кај која нели ќе се развие секако епилепсија, но тоа е многу специјален случај каде што нели третирањето кога ќе се јават промените на егето во раната возраст може да го пролонгираат јавувањето на напади, но принципиелно не кај нас премногу, не кај нас секаде, значи премногу се можеби се аплицира терапија онаму каде што нема се уште индикација. А како се прави ЕЕГ-то? Ги стимулирате, можеби жариштата за да ги забележите? Значи тоа е исто така интересно, значи кога правиме електроенцефалографија има повеќе начини, значи она рутинска која прво почнуваме стандардна да речам, 20 минутна во будна состојба, секогаш со хипервентилација, тоа е значи човекот, особата што се слика, 3 минути треба длабоко да диши заради тоа што тоа е провокатор на епилептиформни избивања, потоа фотостимулација обавезно имаме, меѓутоа зависно може некогаш правиме електроенцефалограми во спиење, електроенцефалограми после непроспана ноќ. Значи ако има некој специфичен тригер кај таа особа за нападите, правиме и тоа, значи има некој стандард, меѓутоа и многу се индивидуализира, има многу варијанти. Сето тоа затоа што ЕЕГ-то е функционална метода, тоа ја слика електричната активност на мозокот и бидејќи и нападот нели ќе се случи еднаш и можеби пак до година, тие само минута-две настанала хиперсинхронизација, па и ЕЕГ-то може и да не е во тој момент да е сосема нормално ако човекот има напади. А на оние што се снимања како што се магнет или пак компјутерска томографија, секогаш можете да ги забележите местата на кои што има некаква промена? Па не, значи прво има епилепсии кои се резултат на генетски пореметувања кои се сами по себе, значи не се резултат на некакво друга повреда или оштетување на мозокот и таму очекуваме да се нормални и се нормални. Меѓутоа и кога ќе направиме и магнетна резонанца, некои што се поголеми промени може да се видат, некои што се ситни, така наречени кортикални дисплазии, например малформации во кортикалниот развој кои се многу мали, понекогаш не можат да се видат дури со 3 Тесла магнетна резонанца, значи со голема јачина, не може секогаш да се видат. Значи не е секогаш едноставно да се постави дијагноза. Да, дијагнозата на епилепсија е клиничка дијагноза. Значи промените на ЕЕГ, на магнетна може да постојат, може не, помагаат, меѓутоа дијагнозата е сепак клиничка, ние што викаме дијагноза. Што значи тоа клиничка дијагноза? Па значи дека треба да исполнува услови да има епилептични напади, значи да сме сигурни прво дека се епилептични нели нападите, потоа што другите испитувања ќе одат ќе ни покажат повеќе за причината за епилепсијата и така натака, тоа може ќе бидат позитивни, може не, меѓутоа во секој случај дијагнозата се поставува врз основа на повторувано јавување на непровоцирани епилептични напади. Одиме со разрешување на следната дилема, која што гласи: сите лица што имаат епилепсија губат свест и се грчат во текот на нападот. Дали секогаш мора да има целосно нарушување на свеста? Не, многу често, значи, нападите не се со нарушување. Значи, какви ќе има симптоми некој што ќе добие епилептичен напад, зависи од тоа каде е тоа зголемено електрично празнење, нели? Едноставно објаснето во мозокот. Па ако е во зоната за вид, нападот може да се манифестира и само со некакви видни феномени, значи може да се стесни, расшири сликата, да се појават бои, точки и така натака. Ако е во зоната за слух, може да се слуша некој звук, нели? Ако е во зоната, може да се чувствува страф, значи ако е во амигдала, може да се, значи различни феномени. Исто така може ако е во моторната зона, не зафоти други делови, може да има само грчеви на еден дел од телото, значи на лицето, на раката, на ногата или на цела половина од тело, меѓутоа со потполно сочувана свест, така да свеста само зависи кои регии од мозокот ќе бидат зафатени, не мора секогаш. Значи не секогаш лицето со епилептичен напад
паѓаат на земја, се грчат, потоа имаат пена на устата, Тоа не, тоа е генерализиран напад со потпун губиток на свест и тие не се толку чести. Значи може да има и различни нивоа, значи може да е потполно свесно лицето, меѓутоа може да биде и делумно да има пореметување на свеста, значи воопшто да не падне, меѓутоа како да гледа збунето, да не одговара на прашања 30 на секунди, да пипка, нели автоматизми ние ги викаме бидејќи личат како да се целни движења, меѓутоа не се да се откопча закап, како да се со цел, како да се вистина движења, нешто да прави, например да ја поместувам сега овдека перничката и така, така да може да личат, да, меѓутоа ако ме прашате да не одговорам на прашањето и тоа да трае неколку секунди, не мора да е со пат, а сепак има пореметување на свеста. А лицата со епилепсија имаат ли чувство дека ќе добијат напад? Можат ли да предвидат? Некои да, некои не. Значи, фактички тие чувства, што се јавуваат непосредно пред самиот напад, тие представуваат и самите се напади, сензитивни напади. Значи, ова што го спомнав со видеото, ако е во така наречени, ние ги викаме елоквентни зони, онаму каде што, нели, ќе слушнат, ќе видат, ќе почувствуваат нешто, ако почне таму, да, ако не, нема. Значи, кај некои луѓе ќе се јават, меѓутоа кај некои не, така наречени аури. Ке продолжиме со разрешување на четвртата дилема за денеска, која што гласи силното светло секогаш предизвикува напад кај лицето со епилепсија. Појаснивте дека тоа е кај фотосензитивната епилепсија. Понекогаш можеме да гледаме на телевизија да видиме одреден филм на кој што нагласено дека има силно светло, строп светло исто така. Да. Во дискотека, например. Зошто тоа предизвикува? Па зашто некои епилепсии се, така како што кажавте, баш фотосензитивни. Најчесто се работи или за епилепсиите од така наречениот окципитален резан, значи од зоната каде што се смештени нашите центри за вид, а многу е често и кај генерализираните епилепсии. Не секоја фреквенција и не секоја, значи, предизвикува. Најчесто и ние знаеме, затоа и правиме тестирање рутинско ние со стробоскопско светло, помеѓу 12 и 18 херци на таа фреквенција, обично, ако се јавуваат избивања, некогаш може да се провоцира, нели, напад. Феноменот на фотосензитивност е интересен, се јавува обично почесто кај женскиот пол, реков кај идиопатски и окципитални, обично во втората декада, во третата почнува да се губи, така да меѓутоа помага многу често во дијагностиката, а може дали смета на секојдневното живење, па во принцип, значи има начини, спомнавте и сами, значи обично на програмите пишува кои предизвикуваат, некогаш и игри можат некои да предизвикаат, меѓутоа може да се носат наочари со плаво овакво стакло, со сина заштита. Да, со сина заштита, така да. Инаку не е само фотосензитивноста, не е само светлото со одредена фреквенција, некогаш и различни, например, ако се менуваат како чаховска табла, например, одредени патерни, како да кажам, значи линии, например, или така, некогаш и тоа може да предизвикува многу специфично, нели, кај некои пациенти, така, кај некои луѓе со епилепсија, така. А може ли звукот да предизвика ваков проблем? Има ли звучна? Може и звукот да предизвика. Обично тоа се подрука вид на епилепсии, почесто се значи кај симптоматски така наречени епилепсии, обично се кај луѓе или деца со оштетувања, некои со церебрална парализа, со некои обично перинатални, ние ги викаме околу породување настанати оштетувања и во одредени зони тие се обично во така наречената суплементарна моторна ареа оштетување и од таму обично нападите се раѓаат. И при ненадеен, не мора да е толку силен, него е важно дека е елементот на ненадејност на звукот, доволно е врата да изненада да затворите или со рацете да плеснете, например, и може да се предизвика. Тие се така наречени стартел напади. Ние на изненаден звук сите имаме вообичаен стартел респонс, нели, да се стегнеме, меѓутоа ова е поизразено и се работи за епилептичен напад, така да може изненадни звуци, апсолутно да, може. Што се може да биде тригер и дали секогаш ги откривате ке пациентите?
Па, многу различни работи можат да бидат тригер. Значи има и така наречени, например, когнитивни, значи има пациенти, не се чести, но има, ако решаваат, например, математички задачи. Има така наречена епилепсија при читање, значи може и читањето да испровоцира напади. Многу специфични работи можат да бидат. Обично луѓето си кажуваат и ги препознаваат. Ако на почеток и не, после тоа гледаат дека во одредена ситуација станува збор за нешто што им ги предизвикува нападите, а после ние тоа кога сликаме видео ЕЕГ, се трудиме и правиме, еве, ако е звукот изненадни звуци, ако е, да речеме, задачи да решава, му даваме. Значи, во при ЕЕГ-то гледаме да видиме дали на вистина ќе реагира на дразбата со соодветно избивање. Да. Во детска возраст при покачена температура децата добиваат фебрилни конвулзии. Дали е тоа епилепсија, можеби вовед во епилепсија? Тоа е често прашање на родителите. Значи, најчесто фебрилните конвулзии не се врзани со подоцнежна епилепсија, но дали ке извесен процент, да, има. Дали има фамилиарност во јавувањето? Има фамилиарност во јавувањето. Не е тоа, значи, автозомно доминантно дека секој мора во таа фамилија да ги има фебрилните конвулзии, меѓутоа ние како што видакаме се агрегираат, значи обично има склоност некаква за да се јават. Тоа е една работа. Втора работа, зависно каков тип не се тие фебрилни конвулзии, едноставни или сложени, значи, и во најголем број случаи не се поврзани со подоцнежна епилепсија. Дали има така наречени епилептични синдроми, ГЕВС плюс, например, генерализирана епилепсија со фебрилни напади, каде што да, се поврзани. Значи секогаш треба да бидат соодветно, ако се повторуваат, треба сепак да бидат соодветно истражени. Не треба да се прави од тоа никаква паника, меѓутоа некогаш знаат и фебрилните напади да не се вистински само фебрилни, него само температурата да испровоцирала прв напад кај некој што има епилепсија. Така да, иако најголем дел, значи јас не сакам да плашам, нели, најголем дел се бенигни, не се повторуваат обично еднаш и никогаш повеќе, но ако се повторуваат, сепак е потребно да се разговара со неуропедијатар. За да се разреши дилемата, зашто точно станува збор. Ќе продолжиме со петиот телоп за денеска, уште една дилема, вели. Жените што боледуваат од епилепсија не треба да забременат, бидејќи бременоста е ризична. Дали е ова точно или не? Значи не е точно, апсолутно. Најголем дел од жените со епилепсија можат да забременат и нормална бременост да имаат, нели? И сето тоа, само што сето тоа треба да се испланира. Треба да се испланира најмалку една година. Ќе биде високоризична бременоста? Па, зависи колку е добро контролирана епилепсијата. Ако жената нема напади, ако е во ремисија, ние како што велиме, значи ако нема подолг период напади, ако е добра со ниски дози на некои од лековите за кои се смета дека се безбедни во бременоста, тогаш не. Кај некој што има чести напади, што има генерализирани, сепак е ризична. Меѓутоа, она што е важно за сите жени е дека мора да се испланира и да се каже на лекарот дека се планира бременост, за да може да се соодветно, нели, терапијата, затоа што дел од антиепилептичните лекови имаат несакани ефекти. Треба да избереме и да пробаме дека добро им делува пред да се забремени лек кој е со најмалку тератоген ефект, кој не влијае, значи, на плодот, да видиме дека се со тоа добро. Ако нема напади, да ја намалиме дозата на лекот за да ја тераме бременоста со најмала можна доза, значи да не биде изложен плодот на лек. Така да има многу работи, но може и треба да се охрабрат, се разбира, жените со епилепсија да имаат потомство. А доколку жената добие епилептичен напад за време на бременоста, може ли тоа да остави последици по се уште нероденото бебе? Па и тоа зависи од типот на напад. Значи, ако има од тие така наречени едноставни без губиток на свест, обично немаат. Ако и се со краткотраен пореметување на свеста со автоматизми, не. Генерализиран напад, да, и затоа ние секогаш им објаснуваме, нели, на жените со епилепсија дека е сепак побезбедно и за неизе, од секогаш, нели, пред се за неизе, но и за бебето,
да примаат лекови е многу побезбедно отколку да добијат генерализиран напад. Може да се повреди значи и самата жена, а потоа може и плодот. А зачестуваат ли епилептичните напади во бременоста? Значи не, кај некои пациентки може да зачестат, ами тука има повеќе фактори покрај хормоните што влијаат, се менува метаболизмот на лековите и ние треба да го пратиме тоа и соодветно да реагираме. Значи за некои од лековите треба да се зголемат во одредени фази од бременоста. Ако го знаеме сето тоа, значи ќе можеме да навреме да ги зголемиме и да биде таа бременост добро водена. Кај некои жени се разбира може да се случи зачестување, меѓутоа тоа не е правило и не треба тој страв да ги спречува демотивира во реализирањето на мајчинството, да се реализираат како мајки. А што им препорачувате? Какво породување да има кај нив? Важно е тоа, може болката да создаде проблем со епилептичен напад. Што после породувањето? Значи, поредувањето, ако е добро контролирана епилепсија, секогаш препорачуваме, ако може, нели, ако акушерскиот дел дозволува исто, дека може да се одвива нормално и нормално и се одвива во најголем број случаи. Ако се работи за недобро контролирана, значи со чести генерализирани напади, тогаш може да размислуваме нели за друг вид на породување, инаку секогаш препорачуваме нормално вагинално породување. Што после? Па после тоа, значи повторно со лековите, зависи кои лекови ги прима жената, повторно значи ги подесуваме дозите, дали дозволуваме доење, да, и треба да дојат, ако се не примаат фенобарбитон, но ние се помалку жени и се помалку го користиме фенобарбитонот, така да практично многу е важно и контролата на нападите и после породувањето, заради тоа што нели мајката го држи бебето, спие со него и секој краткотрајно отсуство може да е проблем. Така да со добро пратење, ако е добро контролирана, нема никаков навистина проблем. А за контрола на бременоста, односно за да не дојде до несакана бременост, советувате да земаат контрацептивни пилули, смеат да земаат хормонски терапии? Смеат, но и тоа треба да се има некои од лековите што се против епилептични напади, значи некои од лековите против епилепсија, имаат меѓусебно интерреакција имаат со хормоните и со хормонските препарати. Некогаш хормонските препарати го намалуваат ефектот на некои од лековите. Така да се може да се направи, ама треба да е во договор. Значи неврологот, гинекологот и пред се жената со епилепсија, значи треба инаку се е возможно, ама треба да се биде многу внимателен и секогаш се да се планира и договара. Сега ќе го погледнеме третиот телоп. Вели: сите лица што се извинувам, ќе одиме на четвртиот телоп, на лица што има епилепсија за време на нападот, треба да му помогнеме за тој да прекине. Можеме ли да му помогнеме на лицето за да го спречиме нападот додека трае, односно да го прекинеме? Значи не. Тоа е многу важно, дека нападот не можеме да го прекинеме сем нели со соодветни или интравенска терапија, или нели има чепчиња, има спреови за слузницата во устата, меѓутоа со никаква манипулација не можеме да го прекинеме и практично ако некој има генерализиран напад, треба само да се сврти на страна, кога може главата да се сврти на страна, зашто може да има плунка, нели угриз на јазик, крв да има, значи странична позиција, нешто меко под главата да се стави, ако има наочари да му се тргнат за да не се повреди, ако е стегнат да се нели ослободи тоа, да се биде мирен, да се види времето, колку време го има нападот, да се тргнат луѓето околу да не креваат, никако стегање, паника и се. И ако нападот, ако не знаеме, значи ако е прв пат, ако е на улица, да се викне на помош. Обично колку време трае нападот? Па генерализиран напад, да, генерализиран обично трае 2 минути. После тоа може уште подолго време човекот да е збунет. И тогаш исто многу важно да некој има покрај него, затоа што во таа постиктална ние викаме конфузија, може на пример да
да направи нешто, да се повреди, да излезе на, не знам, да стане на улица, значи свеста не е сосема веднаш вратена, може со некој предмет нешто, значи тогаш е важно да има покрај него некој да не се повреди, а самите напади траат кратко. Ако се работи за други, значи ова генерализирање трае толку. Нападите со краткотрајна отсутност и се може да траат од неколку секунди. Ако трае, значи обично 10 до 30 секунди, минута, но ако голем напад генерализиран трае подолго од 5 минути, треба да се викне веднаш брза помош. Доколку генерализиран нападот, чувствува пациентот болка? Не. Значи не се во тие, тогаш пациентот има потпун губиток на свест, така да... Така, значи не се соочува со некое такво искуство. Не. Она што е многу голема грешка што секогаш ја гледаме дека луѓето се обидуваат и јас пак морам да повторам, може и други кажали, јас сум кажала друг пат, ама многу сметам дека е важно со сила да не се пикаат предмети во уста или прсти и да го извадат. Јазикот не може да се голтне. Значи јазикот си е фиксиран за устната шуплина и никој не може да го голтне јазикот. Само ќе го повредат и јас сум видела скршени заби, повредени устните, жлебините, отпикани предмети или некој ако пикал прсти па прегризани прстите и така, значи апсолутно не треба ништо да се става во уста, него само да се сврти во странична кога ќе може во таква помош. И доколку, како што споменавте, таков генерализиран напад да се повика веднаш брза помош. Претпоставам дека треба и пациентите со себе да носат некаква документација за кога ќе паднат оние кои што се околу нив, да знаат за што се работи. Значи тоа кај нас не е вообичаена пракса тоа да се прави, инаку тоа е навистина многу корисно за да луѓето знаат за што се работи, дека некој веќе има дијагностицирана таква состојба, да се избегнат непотребни, например, носења на други клиники, оти не се знае секогаш што е, некои мислат дека има срцев удар, така е, да, некои мислат. Значи потребно е и многу е корисно, но за жал кај нас се уште тоа не е толку заживеено. Што носат во светот? Ланчиња, некои податоци значи, на ланче? Носат некогаш носат картички, некогаш картички носат, некогаш шалки, различни може, на разни начини може да се, да речеме, тоа направи, за да знаат, за да се знае дека тој човек има таква состојба и да не се прават непотребни интервенции, некогаш и на картичките и пишува. Нели, боледувам од тоа и тоа, ве молам ако така и така не ми правете тоа и тоа, останете со мене, дојде брза помош, мислам така. Тоа би било практика која што е прилично корисна. Би било да се применува и кај нас. Да ги поканим и гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта со прашање на телефонскиот број 3076 677, но еве добив знак дека пред тоа ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа ќе продолжиме со третманот кој што дава резултати кај оваа болест. Продолжуваме со денешната Телма амбуланта, разрешуваме многу дилеми поврзани со епилепсијата со професор доктор Емилија Цветковска, невролог од оделот за епилепсија при Универзитетската клиника за неврологија во Скопје. Како што веќе споменав пред рекламите, денеска ќе можете да се вклучите и вие почитувани со ваши прашања, можете да не добиете на телефонскиот број 3076 677, а ние продолжуваме со разрешување на уште една дилема. Ќе го опуштиме шестиот телоп, кој што гласи за епилепсијата не постои ефикасен третман. Професор, ке не постои лек за епилепсија, но постојат ли третмани кои што може да стават под контрола болеста? Да, значи постојат лекови кои и лековите кои ги даваме се лекови кои фактички ги контролираат нападите. Значи тоа се лекови против епилептичните напади. Самиот процес на така епилептогенеза е комплексен, ние многу малку знаеме, така да тоа не се лекови етиолошки, ова што го рековте, не постојат лекови, значи ако ние имаме некаква ангина, например, некаква бактерија, имаме антибиотик за таа бактерија и излекуваме. Овде не е таков соодносот и не е така едноставно. Значи, многу различни фактори можат да доведат до епилепсија, има различни епилепсии, значи
после повреди, после мозочни удари, многу често кај возрастни луѓе е многу честа, сите мислат дека е болест на детството, не, најчесто е после 50-та година, 60-та и како растат почесто и така натака. Значи ние како се создава и кај различни овие причини што допринесува да некој има, а друг нема епилепсија, не знаеме, значи знаеме кои се ризик фактори, но она што ние имаме сега, тоа се лекови против нападите, значи кои спречуваат да се јават нападите, и имаме нели некои принципи спрема кои давајќи одредената терапија, ако човекот нема напади, ако особата нема напади во извесен период, дури може да се обидеме и да ја намалиме и прекинеме. Исто така постојат и епилепсии кои се јавуваат во одредена животна возраст и кои самите спонтано, значи се излекуваат, например во детството ќе се јават, обично во пубертетот се излекуваат. Значи тие знаеме каква е прогнозата и тоа е едната, да речеме. Постојат и епилепсии кои се јавуваат, например, роландична во раната, во детската возраст. 1-2 напади се јавуваат вообичаено во тек на спиење, не мора дури ни лекови да се јавуваат, да се даваат, самата болест спонтано во пубертетот ќе исчезне. Значи многу различни варијанти се. Сега има лекови и кон тоа е целта за различни видови епилепсии да има целна, значи така наречена индивидуализирана терапија спрема причинителот, такви да бидат и лековите. Па например кај туберозна склероза, да не навлегувам во деталите, има лекови кои делуваат на самиот процес, значи на создавање на тубери, со тоа и на напади, значи затоа што она што сега го имаме се само лекови кои ги спречуваат нападите, но се повеќе се медицината се движи кон така наречена индивидуализирана медицина, а тоа подразбира дека зависно од причинителот и начинот како настанал кај некој епилепсијата, таков и лек да се даде. Не сме таму се уште, ама се движиме. Но се движиме во таа насока. Имаме гледач на линија. Ќе го замолам само што пократко да биде прашањето во интерес на времето. Добар ден за него. Добар ден, убав ден. Ви благодарам, повелете. Поздрав од Телма телевизија, докторката и до вас исто. Благодарам. Вака сега. Значи, јас ќе кажам дека јас сум од Гостиварско. Значи, на времето дедо ми лечеше со гаранција од епилепсија. Значи, беше лекар. Го зима, море за Албанија, море за кај не го зима, море за Србија на така навака. Значи, не е само до медицинска работа. Значи, може да биде и друг некој што лечи епилепсија, со гаранција што лечи епилепсија. Така, верувате вие и во алтернативните методи. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Професорке, имате ли искуства со пациенти кои што пробуваат и некои алтернативни методи, па добиваат резултати? Како што еве гледачот вели дека неговиот дедо практикувал нешто. Значи прво нели нападите секогаш многу е важно да бидат точно дијагностицирани. Многу често се заменуваат психогени напади со епилептични напади. Многу често кај луѓе со епилепсија може да се јават и психогени напади. Значи тоа е еден факт. А второ, дали верувам дека па секако, значи, редовен сон, например, има епилепсии кои на вистина најголем дел е провоцирачки фактори на спаноста, но кај, например, идиопатските генерализирани, ако некој легне во 5 часот, а стане во 7, речи си сигурно ќе добие утрото напад. Значи, верувам и во тие методи. Дали верувам во намалување на стресот? Апсолутно. Значи, и стресот е еден голем фактор и многу голем дел од луѓето со епилепсија ќе ви кажат дека ги добиваат во на нервна база, што би рекле. Па после некаков стресна ситуација, можеби не непосредно додека трае стресот, после тоа, значи верувам во холистички пристап, се разбира базиран на докази, медицина базирана на докази. А секако дека верувам во еден холистички пристап, но секогаш базиран на докази. На докази, така. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало? Повелете. Добар ден. Поздрав до емисијата, поздрав до професорката. Благодарам. Јавувам како нејзина пациентка, поранешна, но би сакала и сега да бидам нејзина пациентка, пошто не можам да дојдам никако во контакт со неја. Како би можела да дојдам во контакт? Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Професорке, како се ги изгледаат прегледите? Да, сега се враќаме на полека. Ние бевме, за жал, во тек на пандемијата, долго време нашата клиника беше корона центар, да, ковид центар, и заради тоа ние даваме редовно термини. Ако не може да најде термин, може со приоритетен упат да дојде во четврток
ќе биде прегледана. Професорке, има третмани кои што вклучуваат стимулација на нервот нервус вагус. За каков третман станува збор и дали ке сите пациенти со епилепсија дава резултати? Има, ние минатата година започнавме, значи дори во пандемијата успеавме да го воведеме, долго време ја планиравме, се разбира, таа метода. Тоа е резервирана за луѓето кои не реагираат на лекови. Значи, ако луѓето реагираат, па 1/3 од луѓето со епилепсија за жал немаат добар одговор на лекови и заради тоа е потребно да се размислува за другите начини. Друг начин е секако хируршкиот третман, односно ако се знае од кој дел потекнува и што е причината за епилепсијата, може да се отстрани. Стимулација на нервус вагус спаѓа во третата категорија на третмани, а тоа се третмани кои всушност кај луѓе кои не делуваат лековите, кои не се добри кандидати за хируршки третман и ние правиме практично стимулација на вагус нерв во дел на вратот, значи се вградуваат електроди околу нервот во делот на вратот и се вградува генератор, се поврзуваат со генератор и генераторот е уклучен, да речеме, 30 секунди, 5 минути не, се праќаат импулси, значи преку вагусниот нерв до мозокот се стимулира мозокот. Сега, кои се точните механизми како тоа делува во спречување на нападите, постојат повеќе теории, но важно е дека е ефикасно. Дали е апсолутна, не постои апсолутна метода, што јас секогаш кажувам, значи и сум реална, нели, во можностите, меѓутоа кај луѓето што имаат чести напади, поготово со паѓање, кај што лековите не делуваат, кои не се кандидати за хируршки третман, ова е метода која треба да се проба. Поготово што самата интервенција значи не е многу комплексна, не се отвара нели черепот, него околу на вратот, околу вагусниот нерв кој тука поминува, се ставаат електродите, а несакани ефекти речиси и да нема. Така да, но резервирана е, пак ќе речам, за одредени категории кои не делуваат, кај кои не делуваат лековите. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден за него. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака се јавувам, јас сум питова, 13 години ги пијам таблетите, пак и не. И се е во ред. Немам никакви напади, се е во ред. Дали треба да ги продолжам да ги пијам? Така професорката. Така, колку време ги немате напади? 13 години. 13 години. Ви благодарам за вклучувањето. Што советувате во вакви ситуации кога после толку години не се повторил напад? Значи да се направи повторна проценка, апсолутно може да се размислува за значи критериумите кои се кога да се прекине терапијата. Минимумот се 2 години. Препораките се 3 до 5, кај деца и помалку. Меѓутоа, ако 13 години нема напади, тогаш навистина треба да се направи проценка, да се види нели повторно дали има промени на ЕГ-то, на магнетната, кои не апсолутно не исклучуваат нели дека можеме да прекинеме, но со волку долготрајна ремисија апсолутно големи се шансите за да се намали и прекине терапијата. Само не треба да се прави сам, него во договор со неврологот. Никогаш сам да не се прави, обично нели ние постепено ја намалуваме, не ја прекинуваме одеднаш терапијата и треба да се направи една реевалуација, ама дали сте кандидат, сте, апсолутно. Треба да се разговара. А постои ли ризик ако се прекине терапијата и потоа повторно има потреба за воведување, таа да не даде резултат? Постои. Значи, многу фактори влијаат и секогаш кога јас, например, кога и така си препораките, јас ги следам само препораките, кога некој е во ремисија, ги исполнува, да речем, условите минимум 2 години, разговараме дали сака или не сака, кои му се целите, зашто сака да ја намали и прекине, кои се предностите и кои се негативностите. Ако некој во ремисија има луѓе што викаат, јас супер сум, работам ова и ова, водам активен живот, правам тоа и тоа, не сакам да добијам напад, значи јас, окей, ми немам несакани ефекти од терапијата и бирам да продолжам, да сум сигурен и да продолжам со животот. Има, значи, други луѓе на кои им пречи
одлучи од различни причини. Сметаат дека им е обврска, дека ги стигматизира. Значи, секој со своите причини. Значи, прво разговараме зошто и како и потоа пристапуваме, ако може, нели, на уште една проценка. Има фактори кои влијаат на ризикот да се повторат нападите или не. Ако се одлучиме, значи дека ја прекинуваме терапијата, го правиме тоа. Јас преферирам спор начин на прекинување и ако нема апсолутни докази за кај возрастни луѓе брзиот или поспориот начин дека се супериорни, но добро. И после тоа што може да се случи? Значи, кога веќе некој ги исполнил условите, поголеми се шансите да не се вратат нападите, но кај некој ќе се вратат. Дали кога ќе се вратат нападите и кога ќе ја воведем истата терапија, ќе одговори на ист начин и тоа не е 100%. Најголем дел да, меѓутоа околу 15-20% можеби да не бидат контролирани со истиот лек и со истата доза. Уште еден гледач очекува вклучување. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Телефон од Битола село. Така. Имам едно прашање. Имам сестра која има 37 години. Веќе 30 години има епилепсија и тоа тежок карактер на епилепсија со паѓање и големи оштетување по черепот, по изгореници и такви работи. Но тоа е под надзор. Сега моментално таа пие 4 врсти на таблети, од кои се многу тешки. Уназад 6-7 месеци има големо паѓање на косата. Јас се обратив во Скопје, веќе таму одам скоро секој 6 месеци на година, али до сега нема ни промена на таблети и нема ништо. Што можам да направам и кај да се обратам за помош? Така, ви благодарам. Веќе на 20 дена има тај напади. Ви благодарам за вклучувањето. Некој подпрашање само, професорке, да немате? Не, значи, ако се работи за чести напади, ние имаме 24 часовна сега служба, значи и во амбулантата, и на дежурство, ако некој има чести напади, може да се обрати. Ако сака за преглед, баш кај субспецијалист по епилепсии, ние сме неколку што работиме на клиниката, значи може да закаже кај нас, може да се може преку мој термин да закаже, или ако не може термин да се обрати на клиниката по телефон, да ја забрза таа постапка и така натака. Во крајна линија јас прегледувам во четвртоци мој термин, но не можам бесконечен број да видам нели на пациенти. Она што за косата, ако ве интересира, значи може, има дел од лековите, валпроатот обично, депакин, може кај некого да предизвика паѓање на косата. Ние обично советуваме да се шиша почесто косата, да зема препарати со минерали и витамини, на тој начин да се реши, но во секој случај, ако има тешка епилепсија и пие 4 лекови, заслужува нека дојде, некогаш и ги примаме, значи во болнички услови, ние може и да ја примиме на одделот за епилепсии, да биде хоспитализиран и да видиме дали нешто може да се помогне. Некогаш може, некогаш јас лажни надежи не давам на никого. Еве, рековте и сами, веќе тоа го дискутиравме, 1/3 од пациентите, од луѓето со епилепсија и покрај сите лекови и понатаму добиваат напади. Сложени се хируршките зафати кога треба да се отстрани делот што е одговорен за епилепсиите? Значи, зафатите се сложени, зависно повторно која е причината. Ако има некаква јасна лезија, значи хипокампална склероза е една честа причина, и ако се поклопуваат со наодите на ЕГ-то, со типот на напади, ако се ни прави една слика, ние тоа го викаме електроклиничка, ако прави значи еден синдром електроклинички со наодот од магнетна, тогаш може да бидеме посигурни да оперираме и да се надеваме на добар успех. Не е ни таму 100% успехот. Ако има друго некоја, значи фокални тие кортикални дисплазии, да. Понекогаш сега зависи, например, во врвните клиники, јас 2 години бев во Кливленд клиник во Соединетите држави, таму се правеше кај луѓе што немаат лезии видливи, значи со имплантација на електроди во мозокот се обидува да се најде каде е жариштето, па да се извади тој дел, но тоа е се комплексно. Така да пак зависи од која причина и што планираме да оперираме. Не е една болест и не е една... Така, прилично комплексно. Еве да ја разрешим и последната дилема за денеска, која што вели луѓето со епилепсија не се способни да работат. Дали ова точно, дали се тие работоспособни? Се работоспособни, меѓутоа треба да се знае, значи повторно ќе речам зависно дали е контролирана или не епилепсијата.
Ако немаат напади, тогаш да, но секогаш треба да се води сметка колку време се во ремисија и какво е тоа работно место. Значи одредени професии не се препорачуваат, сакате да кажете? Па сега, ако се уште додека кога ќе диагностицираме, ако не знаеме каков ќе биде текот, ние можеме да предвидиме, но не знаеме каков ќе биде текот, значи нема да препорачаме секако некој да биде шофер, нема да препорачаме некој да работи покрај некаква машина при која може, ако добие напад, да се повреди. Нема да препорачаме на височина, например. Значи, додека не видиме дали ќе одговори, дали ќе влезе во долготрајна ремисија, секако мора да се има одредено внимание. Работите кои не захтеваат, еве што не се такви управување моторно возило, покрај машина, например, друго, нема ограничувања за другите. А оние кои што се во ремисија може да управуваат со автомобил, да речеме? Еве за секоја земја го регулира на различен начин. Кај нашата земја, во нашата Македонија, е регулирано со законот кој вика дека 2 години треба да се без напади, но и без терапија. Тоа е малку тешко исполнити. Не, обично во другите земји обично е условот 1 или 2 години без напади. Терапија некој може да пие цел живот и да нема напади. Значи, така да зависи од земјата, но во принцип се бар извесен период без напади па после. А може да се занимаваат со спорт, со секакви спортски активности, да вежбаат фитнес? Фитнес може да вежбаат со спортски активности, значи пак кај епилепсија која не е добро контролирана или за која е ново диагностицирана, ќе кажеме, например, негњурење. Пливање може, меѓутоа со контролирано, со да има спасител на плажата или во базенот. Не може, например, падобранство, спортови, параглайдерство, нели, и така нешто. А инаку другите спортови може да се занимава. Пак зависи колку е. Ако е добро контролирана, нема никакво ограничување. А за сите нема ограничување во смисол на, нели, кошарки, фудбал и така. Професор, ке јас ви благодарам што одвоите време и што дојдовте во студиото на Телма со нас да ги разрешите најчестите дилеми, односно заблуди поврзани со оваа болест, која што и не е така ретка. Колку често се јавува? Кај нас? Значи, кај нас е преваленцата околу 7 пациенти на 100, на 1000 жители. 7 луѓе на 1000 жители. Што не е малку. Не е малку, А тука се секако и оние кои што ќе доживеат некаков напад од друга болест, па секако доаѓаат кај вас на испитување, тоа се многу повеќе. Но стравуваат дека можеби ќе имаат некаква хронична болест како што е епилепсијата и секако тоа мора да се исклучи. Може да се обратат на одделот за епилепсија на клиниката за неврологија. Ќе ни биде драго на сите да помогнеме. Така, професор доктор Емилија Цветковска, невролог од одделот за епилепсија при Универзитетската клиника за неврологија, беше гостинка во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам што и денеска бевте со нас. Бидете на Телма секој работен ден во редовниот термин 12 часот и 50 минути, кога заедно учиме за здравјето. Пријатно!